Царскиот син што се стори питачи му ја зеде ќерка му од царот. Чита Александар Стадојков. Имал еден цар една ќерка што била од најличните на веков. Едно за личотијата незина што била прочуена по цела земја, му иделе стројници на царо да ја сакаат. И друго, задека била царска ќерка. Ардо ама царо на секи стројник му велел да пита една година и после да му ја дај. Никој од царските синови што ја сакале не кандисувал да пита една година и после да ја зема. Ни од кнази и ни од богати не кандисувале. Секој велел, аби како да не, питач ќе бидам за една чупа. Ексик да е и царска ќерка, ексик да е и личотијата нејзина. Еј ѓупка ќе земам порно е 100 пати, што да земам царя, ќерка и питач да бидам. Со кое лице ќе се јавам пред свето кога ќе питам? Секој ќе ми вели, ајде бре, никаков, пропита за една жена да земиш. Па и то ќе си клами едно презиме Филјантишија питачо што пропита за една жена. Така мислејќи си да ја свршувал. Најпосле му дошол еден царски син да му ја сака. Ардо ми ја сакаш ќерка ми бре момче, ама знаеш што ти јас барам некој момче што да има сигурен занаат. Посигурен занаат што има од цар, честити царе, што треба поарен? Море, поарен од цар сакам да имаш занаат, но ти за царски занаат, лесна работа, секој може да царува. Каков занаат да имам, честити царе? Питачки занаат, питачки да имаш, ете тој занаат. А ако можеш да го ватиш, може да ти ја дам ќерка ми. Една година само да питаш сакам и после да не питаш. Слушајќи тој збор, царскиот син кандисал да пита една година време, само и само да му ја земи да царо ќерка му и со севте пропита од истиот цар велејќи му: дарујте ме едно мангарче за Бога, честити царе. Изваил царо едно мангарче и му го подарил. Излегувајќи од кај царо, до кај да видел човек, се ќе му пита. Разбирајќи царовот и зет му пак си питал, прати да оди по него на Азурум да го гледа дали ќе пита као сите питачи. Целата година пита и да определениот ден му отишол кај царо и му ја зел ќерка му и си отишол дома. Ардо аба не седнал да биде цар, ама па си тргнал да пита. Разбирајќи царовот и зет му пак си питал, прати Абер да оди зето при него. Абре зете, заошто па си питал, нели зборот ни беше само за една година? Вистина, честити царе, ни беше зборот да питам само една година, Ардо па изборо ни е да имам сигурен занаат. Да за овој занаат посигурен што бил, не е чаре друг занаат да има посигурен. Ете за тоа и од сега навамо нема да го оставам. Која е чул царот тие зборои, ништо не рекол, ама си заќутел и си остадал царскиот син питач дури умрел. Друг еден цар ја давал ќерка си да кого годе царски али кнажевски син, ама да има еден занаат. Се навати еден кназ да се научи занаат и отишол дома да се научил да плети кошници, видувајќи еден Еѓуптин која плетел и тој Еѓуптин го научил. И од која исплетил неколку чешити кошници, му отишол при царо и му и дал кошниците да ја види. Од која ја видел и му сплел неколку кошници, му ја дал ќерка си за невеста. И сега што Маривет направи, честити царе, што ме научи кошници да плетам? Маривето е што те научи занаат, зете. Ако год некојаш испадиш во некоја сиромаштија, да плетиш кошници и да ми ја радиш ќерка ми и себе си. Ете за тоа те научив, му рекол, зете. Еден чорбаджија многу богат, имал една ќерка за мажење и да секого што идел да му ја сака, му велел да продаа јемиш со табла нагла барем еден месец и после да му ја дајте. Најпосле се нашол еден чорбаджиски син што приимал да продаа со табла круши и јаболка по чаршија и по мала, да по месецу му ја зел ќерка му од богатиот. Што Маривет направи, бре дедо, што ме натера да продаам јемиш, а да се страмам? Голем Маривет направи, зете, со тоа што те натерам да продааш јемиш. Чунти, ако дојди некоја нестреќа и испадиш од богатството, ќе си престремен и ќе продааш јемиш,
da ќе би ја радиш ќерка би и сам ти ќе се раниш.